Дефицитот од 408 милиони евра на тековната сметка на Македонија за министерот за финансии Славецки е состојба која е нормална за економија каква што е македонската. Тој смета дека нема простор за загриженост. Наспроти неговото мислење, експертите кои деновиве ги консултираше Алфа предупредуваат на сериозните последици кои би можеле да произлезат доколку дефицитот на тековната сметка не биде ставен под контрола. Добро вечер за Ден Дончев, еден од експертите кои ги критикуваа состојбите со тековната сметка на државата. Господин Дончев, во изминативе 15-18 години колку трае веќе оваа транзиција, граѓаните стана експерти кога се работи за трговскиот дефицит, го сватија веќе принципот на поврзаноста на увозот и извозот. Што е конкретно тековна сметка на државата? Па добро, вака, по овие сложени економски терминологии, сметам дека многумина политичари се обидуваат да сокријат реалната состојба во која македонската економија се наоѓа. Значи, сметам дека, како и во животот, можеби наједноставните нешта се и најдобри, и затоа да се обидеме да симплицираме точно што значи тековната сметка на една држава. Значи, тековната сметка, која е составен дел од платниот биланс, ја рефлектира економската активност на една држава, во конкретниот случај Македонија, со сите останати земји во светот. Значи, да почнеме од трговскиот дефицит. Македонија извезува стоки кон останатиот дел од светот, дали тоа е метали, дали тоа е железо, олово, цинк, земјоделски производи и така натаму, и устворува девизен прилив на основа на тој извоз. Македонија исто така увезува роба од останатиот дел од светот, дали тоа е нафта, струја, патнички возила, храна и така натаму, и нормално за тоа плаќа девизи кон останатите земји од светот. Значи, во конкретниот случај, за првите 6 месеци од оваа година, Македонија има извезено вкупна вредност од 1.400 милиона евра, а увезено 2.200 милиона евра. Што значи имаме дефицит од 800 милиона евра. Сега, се поставува првото прашање, тоа е трговскиот дефицит. Тоа е трговски дефицит. Се поставува прашањето од каде Македонија ги нашла овие 800 милиона евра, бидејќи нормално нели ние не штампаме евра или долари или било која друга валута, значи се поставува прашањето од каде сме ги нашле овие пари да го покриеме трговскиот дефицит. За голема среќа или ако сакате и несреќа на Македонија, ние имаме голем број на граѓани кои живеат надвор од Македонија. Тоа што се нарекува диаспората, дали тоа е во Австралија, Америка, Канада и така натаму. Голем број од нив имат семејства во Македонија и редовно праќаат девизни дознаки, значи девизи, помош кон своите најблиски и најмили во нашата држава. Исто така, редовно во текот на секоја година, голем број македонски граѓани одат на работа, привремена работа надвор од државата, дали тоа е во Швајцарија, Австрија, Германија, Словенија, па во последно време се слуши дека, за жал, голем број одат на работа во Црна Гора. И исто така донесуваат девизи назад во Македонија. За првите 6 месеци од оваа година, тие трансфери изнесуваат 400 милиони евра. Што значи, трговскиот дефицит од 800 милиона евра, минус трансферите од 400 милиона евра, го представува тоа што се нарекува тековна сметка. Значи, тековната сметка е една сметководствена терминологија која рефлектира трговската размена со светот, минус сите други активности или плюс во овој случај кои не се од економски карактер или не се возат на трговија. Рековте 400 милиони евра приватни трансфери, да речеме. Тоа се трансфери средства што ги даваат нашите иселеници, диаспората, како сакат да речете. Тие се девизи кои едноставно преку менувачкиот систем во Македонија завршуваат во Народна банка која ги откупува. Таа бројка до лани, ако не се лажам, беше околу милијарда. Тоа сега зборуваме за првите 6 месеци од оваа година. За бројките од првите 6 месеци. Дали тоа значи дека и таа бројка се намали? Ќе успееме до крајот на годината да ги исполниме? Споредено со трансферите од минатата година, меѓу другото, причината зошто тековната сметка дефицит на тековната сметка оваа година е изголемена е токму поради намалувањето на овие трансфери, а тоа пак е резултат, предпоставувам, меѓу другото, на економската криза која
во која глобалната економија денеска се наоѓа и тоа сигурно рефлектира врз економската моќ на нашата диаспора, која е во состојба да праќа назад помала количина девизни дознаки. Во ред. Значи состојбата на тековната сметка на државата вели минус 408 милиони евра. За првите 6 месеци. Треба да бидеме загрижени. И зошто? Па сега треба да бидеме загрижени бидејќи се поставува прашањето како ние го имаме финансирана овој дефицит. Така, значи сме во минус од пари кои што ги нема. Може ли така да кажем? Па сега не дека сме ги немале, но дека сме ги потрошили тие пари. Прашањето, вистинското прашање е како го имаме финансирано тоа. Сега во конкретниот случај, што се случило во првите 6 месеци? Значи, повторно, бидејќи ние не штампаме девизи, така немаме евра на располагање, значи сме ги обезбедили овие 400 милиона евра од некаде. Конкретно за првите 6 месеца еве ја суштината тоа што се случи. Во првите 6 месеца од оваа година се продадува фирми како градежно предпријатие Маврово, како млекара Битола, како извозно-кредитна банка и како многу други примери како ова, со што на основ на странски инвестиции, тоа што се нарекува директни странски инвестиции, влегоа околу 250 милиона евра девизни приливи во нашата држава. Значи, ние сме продале капитални објекти или имоти, парите сме ги добиле, но се разбира тие пари веќе се исплатени за да покријат дефицитот на тековната сметка. И тоа што е најважно, што малце се споменува, останатиот дел од овој дефицит, 150 милиона долари, е покриен од нови задолжувања по основ на позајмици, кредити, дали од државата или од приватни предпријатија или банкарскиот сектор, од 150 милиона евра. Значи, идните генерации на Република Македонија, благодарејќи на економската активност од првите 6 месеци, значи од дефицитот од првите 6 месеци, е задолжена за дополнителни 150 милиона евра. Значи, 250 милиона евра директни странски инвестиции, што сме ги добиле, што у суштина представува во најголем дел продажба на постоечки имот, плюс 150 милиона долари нови задолжувања, сме ги потрошиле на резултатот на дефицитот на трговскиот дефицит. Во ред, кога ќе влезете во минус на кредитна картичка, тие пари треба да ги вратите. Има ли извори од каде државата ќе надополни оваа дупка од 408 милиони евра? Од каде ќе ги алиментира тие средства? Па веќе кажам, значи тие средства се најдени. Значи меѓутоа проблемот овде е дека сме продале капитални инвестиции, не знам, да го сефицираме. Тоа би било исто во вашиот случај да продадете, да се посегне по државните резерви. Не, само да кажам, тоа би било исто да вие продадете земјиште, ако поседувате земјиште, така, со цел да покриете вишокот на потрошувачка што имате во текот на одреден период. Значи продавате капитален имот да покриете тековна потрошувачка. А од каде кредитот што мислам конкретно случај за кредитот што е земен нормално ќе биде отплатен од идните генерации на Република Македонија. Од станува делот се вкупниот долг на нашата држава. Прашањето беше дали девизните резерви тука влегуваат во игра. Дали може да се повлечат средства од таму и што тоа би значило? Па сега ние имаме девизни резерви, меѓутоа значи платниот биланс е сметководствен механизам кој ги мери, како што кажав, приливите и одливите со надвор и дефицитот на тековната сметка се покрива од три начини. Или од странски инвестиции, или од нови задолжувања, или ако имате недостаток, сте принудени да земате од девизните резерви. Во конкретниот случај за првите 6 месеца Македонија сума сумарум нивото на девизните резерви се на стабилно ниво, значи ги имаме речиси исто ниво на девизни резерви на крајот на јуни 2008 како што имавме на почетокот, при тоа што сме задолжени за нови 150 милиона евра вкупниот надворешен долг. Пред заменувањето на мисијата на Меѓународниот монетарен фонд и Марк Грифиц изрази загриженост за состојбата на тековната сметка. Министерот Славевски тогаш, ти наречам, се обиде да го релативизира проблемот со тоа што рече дека ситуацијата е под контрола. Вчера Алфа емитуваше изјава на министерот Славевски кај што вели дека проблемот со тековната сметка ќе се реши само од себе, односно он тука смета на, како што рече, тенденции на намалување на светската цена на нафтата, на храната
и го спомна делот на поскапувањето на струјата кое допрва треба да уследи. Секако јас добро го разбрав барем делот на струјата, тоа значи кога ќе имаме поскапа струја, ќе трошиме помалку. Со тоа ќе се намали потребата од увоз на скапа електрична енергија. Тоа е ставот вчерашен барем на министерот. Значи тука има две клучни прашања. Значи прашањето со дефицит на тековната сметка е прашање на како се финансира. Нели, доколку имаме дефицит, но се финансира од директни странски инвестиции, кои се од типот на вистински гринфилд инвестиции, така доаѓа на вистина фирми, еден куп фирми како што се Johnson Control или Johnson Matthey, кои отварат нова економска вредност, тогаш на вистина нема потреба да се загрижуваме за дефицитот на тековната сметка. Доколку продаваме постоечки капацитети, така, продажбата на банките дали не е само трансфер на собственост? Тоа е трансфер на собственост и не треба да се радуваме премногу на таков тип на директни странски инвестиции. Бидејќи се трансфер на собственост, сме ги добиле девизниот прилив од продажбата, меѓутоа истиот тој прилив е веќе потрошен за да се покрие дефицитот од нашата трговска размера, од нашата дупка. Значи сме продале капитален имот за да покриеме тековна потрошувачка. Тоа е, одговорот на првиот дел од прашањето е апсолутно е загрижувачки фактот што имаме дефицит на тековната сметка поради тоа што начинот на финансирање не е од економски издржлив карактер. Сега, околу вториот аспект, дали или не ќе се намали ова во еднината, овде се отварат неколку прашања, нели? Јас мислам дека проекцијата на Народна банка до крајот на годината вели дека дефицитот на оваа сметка ќе изнесува 762 милиони евра. Апсолутно најголемиот дефицит во историјата на Република Македонија оваа година. Апсолутно. Дали тоа ќе има влијание врз стабилноста на курсот на денарот, например? Па сега, значи уште еднаш, курсот на денарот, стабилноста на денарот зависи од вкупниот прилив и одлив на девизи. Доколку трендот на трговскиот дефицит и дефицитот на тековната сметка продолжи и не влезе доволно и тоа не можеме да го финансираме со нови задолжувања или со продажба на постоечки имот или директни странски инвестиции, тогаш единствен начин на кој можеме да го покриеме тоа е со продажба од девизните резерви на пазарот за да се покрие недостаткот на девизи. Доколку би се случило тоа, апсолутно стабилноста на денарот ќе биде доведен во прашање. Не го спомнавте зборот на Д. Не го спомнавте зборот на Д. Јас намерно, вие избегнавте намерно или? Јас ви кажав дека доколку би дошло до таква ситуација, тогаш е неминовно. Имаш два избора. Да ги потрошиш, мислам, девалвацијата во крајна линија, имате, ако недостатокот на девизи дојде до тој степен, имате две опции. Да продолжувате да продавате од постоечките девизни резерви, кои моментално се околу милиарда и нешто милиона долари, значи да ги намалувате додека дојде до апсолутно минимум, на цело време надевалувајќи се дека ќе се среди ситуацијата, или ќе бидете принудени од самиот пазар да направите девалвација. Тие се единствените две опции кои постојат. Господин Дончев, за крај, ваша прогноза? Ќе излеземе до ова чудо или? Па имајќи во предвид глобалната економска криза во која светската економија моментално се наоѓа, мислам во периодот кој следи ќе има две тенденции. Прво, нивото на трансфери кои Македонија ги добива од диаспората ќе се намали, директните странски инвестиции исто така ќе се намалат, и што значи дека апсолутно во наредните 12 месеца македонскиот денар ќе биде ставен под еден огромен притисок, и јас навистина сум загрижен дека ситуацијата во која дефицитот ја доведува македонската економија може да придонесе кон една дестабилизација на македонската севкупна економска состојба. Господин Дончев, ви благодарам за учеството во вестите на Алфа телевизија. Искрено на крај се надевам дека овие ваши прогнози нема да се остварат. Па и јас исто така. Благодарам уште еднаш. Продолжуваме веднаш со вестите.